Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието, почитувана јавност, почитувани колеги. Најнапред би сакал да апострофирам и да го поздравам присуството на 1, 2, 3, 4, 5 колеги од водачкото мнозинство, затоа што ова е многу сериозно. 6 колеги се извинувам, подпредседателе, со се вас. Ова е многу сериозна тема и оваа тема задира до сите нас. Зошто? Затоа што се обраќам до колегите од мнозинството. Не знам дали вас ве прашуваат и дали вие кога одите на избори или кога се гледате со граѓаните, зборувате дека Македонија треба да биде поправна држава, дека треба да биде држава со многу и драстично помал криминал од оној кој што го имаме сега, и дека оние кои што практично во судскиот совет одлучуваат кои ќе бидат судии, и оние во јавно обвинителскиот совет кои што одлучуваат кој ќе биде обвинител каде, дали ќе биде казнет или не, се практично една клучна алка во правосудниот систем. И сега најпрвен сакам да прашам, ако знаеме дека согласно минатогодишните анкети граѓаните имаат 3-4% доверба во обвинителскиот и во судскиот систем, а денес таа доверба или недоверба е околу 1-1,5%, што е помалку од статистичка грешка. Јас не знам како, почитувани колеги од мнозинството, не ви е непријатно да од големо парламентарно мнозинство од 60 и кусур луѓе само 6 седите, молчите, не дебатирате и чекате побрзо да завршиме. Граѓаните на оваа држава, верувате дека следат се. Граѓаните на оваа држава точно знаат што се случува во Република Македонија. И наистина е трагично, кога разговараме за толку многу витална институција, Совет на јавни обвинители, да во салата има присутни само неколку пратеници од мнозинството. Граѓаните немаат доверба во обвинителството и во судството. Ние вас треба да ви убедиме дека овакви личности не треба да бидат членови во Советот за јавни обвинители. Граѓаните не можат да гласаат, дами и господа од СДСМ и ДУИ. Вие може да гласате. За да гласате, треба да има дебата. За да има дебата, треба да ги слушате и двете страни. Бидејќи, како што кажав, метата година имаше 96% недоверба кон обвинителите, оваа година има 99% недоверба. И вас тоа мува не ве лази. Кој натаму, кој наваму, топло е времето, кој кажале од вода да биде, тој ќе биде, вие ќе го гласате, и потоа истите вие ќе идете пред граѓаните и ќе им кажете да, Македонија мора да биде правна држава, да, еве сега ќе се стегнеме, и тоа го правите 7 година поред. Очекував да има и се надевам дека има повеќе пратеници, бидејќи сакам пред да почнам за господјава да зборувам, да ве погледнам во очи и да ве прашам. Дали вие, почитувани колеги, во изминативе 7 години, што ги гласате сите предлози во Советот за јавни обвинители и Судскиот совет, а при тоа гледате дека се срам и за фелата, се срам и за државата, дали вие чувствувате лична одговорност? Дали вие чувствувате лична одговорност за луѓето што сте ги гласале да седат во фотејите во кои што седат? И јас ве прашувам сега, за реплика нема да се јави никој, вие ќе молчите. Ама дали е тоа во ред? И дали имате грижа на вашите совести? Ако имате, тоа ќе си биде ваши. Ова што го правите на државата, ова никој не го заслужува. Оваков начин на избор на неподобни кадри и во Судскиот совет, и во Јавно-обвинителскиот совет предизвикува да имаме 1% доверба или 99% недоверба. Затоа што дрвото во судството криво беше насадено. Истите вие што сте пратеници и што го гласавте оној што абдицираше од Стумица да биде премиер, тој
започна со овие реформи, кога се постави да биде председател на Советот за реформи во судството, и тоа траеше година и пол, додека не се ги тргна двете кривични пријави со пим мерки, и потоа се повлече и го остави на произвол и судство и обвинителство. И потоа истите вие, што ги предлагате овие компрометирани кадри на вакви позиции, истите вие ќе излезете кога ќе зборувате за Европска Унија. За каква Европска Унија ќе зборувате? За каква Европска Унија напред ќе излезете? За кои вредности ќе ги прокламирате? Бидејќи Европска Унија подразбира и одговорност за донесените одлуки. А по тоа што гледам дека никој немате ни чувство за одговорност за сите оние во судски совет и во јавно-обвинителски совет, што тука сте ги гласале и вие и вашите претходни колеги. Тоа е Европска Унија. Не е Европска Унија да направиш капитулација кога некој ќе повера од тебе. Европска Унија да следиш државата и да им кажеш на тие не може компрометирани кадри. Да им кажеш не може разрешен обвинител да биде повторно да одлучува кој ќе биде обвинител, кој нема да биде обвинител. По оваа што ќе била разрешена, одлуката на службен вестник, како ќе се однесува према тие што го разрешиле? Дали тоа се запрашале? Малце обвинители има во државата, малце правници има во државата. Цела правна комисија на СДСМ вие или во судство, или во обвинителство, или во судски совет, или во јавно-обвинителски совет. Затоа е 0% довербата. Затоа е 1% довербата. И вие, колеги, си имате одговорност за тоа. Многу голема одговорност. Затоа после ќе бегате од дебатни емисии, затоа после ќе бегате од соочување со народ, ќе бегате од соочување со целни групи во општество, бидејќи не сакате пред цела македонска јавност да си ја видите одговорноста за овие промашени кадри, кои што ниту вие, ниту јас ги познаваме. Ве прашував и на комисија, пак ќе ве прашам, дали е нормално еден пратеник е избран од народот, секој свој став, секој свое мислење го гледаат луѓето на телевизија. Дали е нормално да еден обвинител, односно член на Совет за јавни обвинители, да не е тука присутен кога го бираме? Дали е нормално да гласате луѓе кои што не им го знаете како изгледаат, не им знаете капацитет, не им знаете стручни способности, единствено што знаете е една штура биографија која што сама на себе си ја напишала и сега знаете дека е разрешена од јавен обвинител, таа што треба да бира нови обвинители, да казнува обвинители, да унапредува или да деградира јавни обвинители во нашиот систем. И дали ова во ред? Мора да разберете, почитувани колеги, дека не е се политика, дека не е се дневна политика, дека држава се води со стратегија и се води со честност и отвореност. Мора да научите да кажете не на оние од Илинденска. Не може овакви подметнувања. Нели е срамота? Имаме обвинувања за Ленче Ристовска. Како Ленче Ристовска обвинува дека сите колеги, да оваа сега што ќе гласате, што не може да видиме како изгледа, дека се гуши слобода на говор, дека забрануваат да зборува. И знаете ли што прави одговорно мнозинство? Одговорно мнозинство начело со председател собрание, начело со опозиција заедно, го свикува цел Советов дека и го тресе и го разрешува. Така прави држава. А ова правење на преки судови и цела партиска комисија на СДСМ ставање во институции, ова е Македонија, за жал, кој што ја гледаме денес. Не просперитетна држава, кај што не владее право, кај што владее само корупција, уцени, закани, непотизам и поставување на судскиот систем, не во интерес на јавноста и државата, туку во интерес на партијата и врхушката на партијата. И тоа е недозволиво. Истото го зборувавме за Ислама Бази, и него не му видовме овека како изгледа, го бираа обвинителите, медиумите 5 дена слика од него бараа. Не знае како изгледа човекот. Во Кичево нема случај како што има во Скопје, или во Штип, или во Битола. Идео го ставивте, сега дигате раменици, кој ќе ве прашаме на дебати, менувате тема, и што направивме? И дали вие чувствувате одговорност? Бидејќи максимата јас сум пратеник, што да правам, не мине. Не мине едноставно. Имате одговорност, превземете си одговорноста, запрете го ова лудило. Вие сте мнозинство во ова собрание. Не може некој да прави што сака во оваа држава.
И вие живеете овдека, и вашите деца живеат овдека. Како немате грижа на совест, јас наистина не знам. Благодарам.